По се изгледа премиерот Зоран Заев уште еднаш по кој знае кој пат си го покази кажаниот збор, сега за македонскиот јазик. Многу пати од неговата уста беше кажано дека за истиот нема преговори, за сега да се појави Лисабонскиот патоказ кој Заев го однесе во Софија како решение за спорот меѓу Македонија и Бугарија, а таму стои дека македонскиот јазик не постоел пред 1944 година, а бил кодифициран во 1945-та. Сепак ветувана беше друга вистина и самиот Заев многу пати повтори дека за работа како јазикот никаде не се преговара. Има работи за кои што никаде во светот не се преговара, ни тука и нас ке се преговара, тоа бугарската страна го сваќа дека нашиот идентитет, нашиот македонски јазик се наше чувство, наше право, државите не преговарат за оваа работа. Дури кажа и дека Бугарија не го признала македонскиот јазик, што сега гледаме дека исто така не е вистина. Преговори по нашиот идентитет, нашиот македонски јазик нема и не треба да има, ниту бара. Бугарија е пријателска земја, Бугарија и јавно истакнува за признавањето на македонскиот јазик и македонскиот народ, таа е признава реалноста и слично. Гаранцијата на идентитетските прашања се потврдени со договорот за добрососедство со Бугарија, тоа е македонскиот јазик и македонскиот народ. Асолутно одговори на прашањето кога новинарите бара одговор за преговорите околу јазикот и идентитетот. Дали според вас е прифатливо да прифатиме дека македонскиот јазик извира од бугарскиот јазик? Идентитет македонски исто. Не е прифатливо. А од Заев беше кажано дека нема да се менува ниту уставот на државата со цел промена на уставното име, зашто премиерот се колнаше во најблиските. Ветувано беше дека нема да има ниту двојазичност. Епилогот го знаеме сите. И цело време го донеле Заев да го продаде името. Ајде мајката. Никој не може. Во Македонија верувам дека нема родено таков човек кој што би дозволил промена на устав и промена на нашиот идентитет. Одстапките кои Заев ги направи кон соседите директно удира по македонските национални интереси ги знаеме сите и покрај се ова Македонија сепак се уште го нема датумот кој пак неколку пати беше добиен за премиерот Заев.